До крајот на наредната недела уставните амандмани за промена на уставот најверојатно ќе влезат во собраниска процедура, велат извори во законодавниот дом за 1ТВ. Нема да се чека 15-дневниот рок за нивно поднесување. Најавивме дека амандманите нема да ги пишуваме зад затворени врати и владени канцеларии, туку заедно со пратениците, рече Шеќеринска. Сакаме да постигнеме добар резултат во собранието, но за спроведување на договорот со Грција. Така што од аспект на Грција, мислам дека е тоа единствениот интерес, да се спроведе договорот онака како што е договорен. Ние немаме намера тоа да го прекршиме. Кога ќе потпишеме нешто, кога ќе постигнеме договор, се трудиме буквално секоја точка и запирка да ја потпишеме, да ја обезбедиме. Меѓутоа, факт е дека во Грција и овие денови се слушаат истите пораки против договорот, што покажува дека Македонија мора да искористи историската шанса. Ваков договор во кој што се гарантирани македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонското државјанство, нема да добиеме во иднина. И затоа сега е моментот и убедена сум дека тоа влијаеше на пратениците во собранието на Република Македонија да се искористи таа шанса и да не дозволиме договорот кој тоа ни го гарантира да ни се измолкни од раце. Но велам, уставните измени од почетокот најавивме ќе ги работиме заедно со собранието. Тие уставни измени ќе бидат резултат на имплементацијата на договорот со Преспа. Македонија својот збор и своите обврски ќе ги реализира. Во испорачаните амандмани, пратениците на ВМРО ДПМН кои гласаат за отворање на уставот се уставен амандман кој ќе го гарантира македонскиот идентитет, поништување на сите уставни промени на договорот од Преспа ако Грција не го ратификува договорот, постепено менување на името за внатрешна употреба во зависност од реализацијата на членството на Македонија во Европската унија и НАТО, прифаќање на иницијативата за простување на сите обвинети за настаните на 27 април и основање собраниско тело со план за национално помирување во рок од 30 дена. Инаку во второто гласање од вкупно 3 за владините амандмани потребно е просто мнозинство. За третата фаза и последна, усвојувањето на амандманите е потребна поддршка од двотретинско или најмалку 80 пратеници. Во меѓувреме, опозицијските партии на албанците застапени во парламентот, Беса на Касами и Алијансата на сила не ја исклучуваат можноста поддршката за уставните измени да го условат со старите барања. Целосна рамноправност на албанците. Касами за 1ТВ рече дека од понеделник ќе излезат и со поконкретен став. За ДУИ побитни се националните интереси. Овој процес е апсолутен приоритет. Сме се залагале 17 години за да стигнеме до ден денешен. И да, нема да се залагаме, нема да го закрозиме тој процес со било кое друго барање. Ја мислам поексплицитен не можам да бидам. И Беса на Касами и Алијансата на албанците на села имаат по 20 пратеници.